Ајде Македонија е граѓанска платформа чија главна цел е да се подобри управувањето со отпадот во Македонија. Меѓу другото, за да се подобри управувањето, потребно е подигнување на свеста кај граѓаните. Ние се собравме од сите граѓански организации, пред се еколошки, бидејќи свативме дека проблемот со отпадот во Македонија е голем и постои ниска свест кај граѓаните. Воедно станавме дел од Let's Do It World движењето. Тоа е составено 127 организации од цел свет, чија главна цел е и искуство всушност имаат сватено дека кога масовно се случува некоја акција за еден ден, граѓаните многу повеќе излегуваат, се постигна многу поголем резултат и е еден вид на експресно подигнување на свеста кај граѓаните. Ние свативме дека од тие земји кај што има почнато ова движење се многу слични како нас, како што е например Словенија и Естонија, каде што има по 2 милиони жители, исти проблеми почнале во 2004-2005, кај што граѓаните несовесно го фрлале отпадот и во природата кога ќе отишле и низ градските средини. И преку тие масовни акции, каде што се вклучиле сите граѓански организации за дека граѓаните го ги поддржале компаниите и амбасадите. Например, во Словенија на 2 пати имат излезено по 270.000 граѓани, тоа значи 13% целокупната територија на Словенија. При што денеска сите констатираат дека тие две акции многу допринеле до тоа да се подигне свеста на словенците и денеска веќе дури има изумрена таа навика за фрлање на отпадот. И може да се каже дека Словенија ги има постигнато тие и европски цели до 2020 година, што се тоа е над 50% да го рециклира отпадот. Тие бројки сега некако кога ги кажуваме во Македонија не изгледаат чудно, но ние навистина веруваме дека тоа може да се успее, дека свеста мора да се подигне, бидејќи ваквиот начин на управување со отпадот е едноставно не одржлив. Срамота и за нас, тоа е една грда слика за нашите навики, за нашата свест, но и е грда слика за нас према странците. Кога ќе дојдат тука сите констатираат дека Македонија е убава земја, многу убава природа, убави работи може да се видат, но дека е страшно загадена. Впрочем и во почетокот на оваа иницијатива која уште од 2011 се основа Ајде Македонија, имаше дел странци кои тука работат и живеат и заедно со нив ја добивме таа една слика дека стварно мора нешто да направиме да се смени ситуацијата. Според вас, кои се најкризните точки во Македонија? Каде најмногу имаме проблем? Најпроблематични се руралните средини. Не знам колку луѓето го знаат фактот дека околу 200.000 тони годишно отпад никој не ги собира од руралните средини, бидејќи немаат организиран систем за подигање на отпадот. Така што тие 200.000 тони знаеме дека со сигурност завршуваат во природата. Тоа се околу 600.000 кубика годишно, што завршуваат некаде во некоја река, во некоја планина, така што таа состојба мора да се поправи. И тоа представува околу 25% од целокупниот отпад кој се генерира во Македонија. Така што баш свеста подигнувањето на тие рурални подрачја е една од нашите главни целни точки и за да имаме една одржлива и една иднина која се надеваме дека ќе доведе до тоа да имаме одржливо управување со отпадот е работата со младите. Впрочем, тука во нашата организација членуваат и младински организации, но и партнери кои за време на мапирањето и акцијата ќе учествуваат во акциите и сакаме преку работа со младите и младинскиот активизам да допринесеме за подигање на свеста. Ако може малку подетално, кои се вашите планови, точни акции за во иднина, кога ви се спровеле, кој се би бил вклучен? Веќе работиме на направењето на алатките за мапирање, тоа ни е првиот чекор. Ќе имаме мобилна апликација за мапирање, ќе има веб страна со мапа на Македонија, со отпадни локации, така што секој граѓанин ќе може на таа мапа да заведе одредена отпадна локација која што ја сликал, да стави, да го класифицира како вид на отпад е, колкав обем тој зафаќа, како може да се исчисти така натака. Значи со ова сакаме да го направиме првиот регистар на нелегален отпад во Македонија. Моментално во Македонија никој не знае колку нелегален отпад има изфрлен. Општините знаат по нешто малку, но тоа е една нецелосна слика. После мапирањето, од кога ќе ги дознаеме кои се отпадни локации, планираме да направиме националната акција за чистење. Таа не е предвидена 3 октомври
во која веќе имаме прифатено за која веќе имаат прифатено предизвикот да се вклучат огромен број на владени организации, дел компании и нормално граѓани поединци. Главен покровител е британската амбасада на сите овие активности и како медиумски партнер е Медија Принт Македонија. Така што очекуваме помош заедно со граѓаните, граѓанските организации и другите општествени организации, оваа акција да биде успешна и ние целиме на бројката која има Естонија постигната 50.000 граѓани. Мислиме дека е многу реална и дека ќе даде голем знак дека во Македонија постои тоа чувство за допринос кон заедницата, бидејќи мислиме дека граѓаните треба повеќе, општо сите ние заедно повеќе да допринесуваме за нашето општество. Имаме предвидено промотивни активности низ целата држава, значи во поголемите градови ќе има и промотивни настани каде што ќе можат граѓаните директно се запознаат со нашите активности, ќе има и едукативен дел, ќе има и забавен дел во кој ќе сакаме да ги мотивираме да мапираат и да излезат. Ние имаме ќе овозможиме граѓаните директно, значи со слики преку старите апарати или преку директен контакт со нив, преку нас да ги внесеме тие отпадни локации, бидејќи ќе бидат навистина латките лесни за означување. Би апелирал до граѓаните едноставно да сватат дека тој отпад кој ќе го остават некаде надвор, ќе им се врати повторно назад, бидејќи природата е еден кружен процес, сите сме ние во неа и се што ќе го оставиме повторно ќе се врати као бумеранг назад.